Справување со енергетската криза и кризата со храна е главна тема на трите земји од иницијативата Отворен Балкан. На сајмот Винска визија Отворен Балкан, што се одржува во Белград, како дел од оваа иницијатива зборува лидерите на Македонија, Албанија и Србија. Во Белград е Ирена Чачкова. Ирена, Македонија, Србија и Албанија, кои се дел од Отворен Балкан, најавуваат заеднички одговор на енергетската криза. Зашто точно станува збор? Така, Балканот е отворен, а иницијативата Open Balkan доаѓа во најдоброто време, односно во времето кога да станува најголемата економска и енергетска криза. Ова беа главните пораки на лидерите на трите држави Македонија, Албанија и Србија овдека на сајмот за храна и вино, кој што се одржува во Белград. Всушност тоа е првиот настан на иницијативата Open Balkan. Премиерот Ковачевски посочи дека од оваа иницијатива Open Balkan корист ќе имаат и компаниите и граѓаните и доаѓа во вистинско време, во време на енергетска и економска криза, која што треба да биде помината, односно сите држави заедно да ја поминеме оваа криза, така би било полесно наместо секоја држава поединечно да се справува со проблемите. Да ја чуеме неговата изјава. Овој сајм е можност и да поставиме нова динамика во регионалните односи и да обезбедиме економски просперитет за нашите граѓани и компании. За прв пат на еден сајм, меѓународен сајм на храна, вино и туризам, со подршка на својата држава, од Северна Македонија присуствуваат представници на 42 винарии и 3 дестилерии кои ќе се представат со повеќе од 300 различни вина и ракии, а присуствуваат и над 10 производители на храна. За сите присутни компании на сајмот во рамки на Отворениот Балкан, ова значи отворање на нови шанси за деловни контакти на меѓународно ниво, отворени можности за нови пласмани и можности за нови приливи на средства, преку развој и проширување на производството и нови инвестиции. И лидерите Вучич и Рама на иста линија велат дека овој сајм ќе се одржува секоја година за да може да се проложи неговата традиција, а ќе се организираат и други настани во рамките на Open Balkan. Исто така беше посочено дека кога се формирала иницијативата Open Balkan, сите се прашувале дали е тоа добра одлука и секако беше посочено дека тоа е навистина вистинската одлука и дека е ова единствена меѓународна иницијатива на овој регион и ќе повика и другите држави да се приклучат кон иницијативата. Да ги слушнеме и нивните изјави. Утре ќе ни се придружи и Мевлют Чавушоглу, министерот за надворешни работи на Турција, и Петар Сијарто, министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија. И тоа дополнително покажува каков е интересот на другите земји, важни земји за иницијативата Отворен Балкан. Оваа наша убава средба ја потврдува Волтеровата мисла дека на земјата нема ништо толку важно како културата на виното, бидејќи виното ги зближува луѓето. Овој сајм представува еден од важните чекори во дополнителната конкретизација на идеите и стратегиите на Отворениот Балкан. Ке следат и други крупни чекори. Се гледа дека е поубаво кога сме заедно, кога се зближуваме и кога сме поблиски со луѓето. Да видиме што се ни е заедничко како луѓе, наместо како порано, да си го вртиме грбот едни на други, без да знаеме ништо едни за други, со многу конфликти. Во рамките на Open Balkan за утре е договорена и лидерска средба на лидерите на трите држави, на Македонија, на Србија и на Албанија. Меѓутоа се организирани и трилатерални средби на економските министри на трите држави. По завршувањето на овие средби ќе имаме можност да чуеме што конкретно е договорено во рамките на Open Balkan за тоа како полесно, со какви мерки и со какви иницијативи ќе се преброди следниот период, односно престојната зима во однос на енергетската криза и кризата со храна, нешто што како што посочија лидерите овде на сајмот е предизвикано поради руско-украинскиот конфликт и поскапувањето на електричната енергија на светските берзи, што навистина им предизвика проблеми во работењето на компаниите во сите три држави. Така да, Марија, ние остануваме овдека во текот на утрешниот ден, ќе ги чуеме и пораките и се она што ќе биде договорено на лидерската средба, како Балканот полесно ќе ја преброди оваа зима во однос на струјата и секако снабдувањето со прехранбени производи.
Ирина Чачкова известува од Белград за новиот состанок на иницијативата Отворен Балкан.